Почитувани сограѓани, во периодот од 2006 па до денес покажавме како вистински се сака и се работи за Република Македонија. Успеавме невработеноста да ја симнеме на најниски 24%, најниската пензија да ја зголемиме за 90%, да обезбедиме 160.000 нови работни места преку странски и домашни инвестиции. Посветено работиме и инвестираме во поддршка на земјоделството, градиме инфраструктура, вложуваме во здравството и образованието, вложуваме во младите. Свесни дека само така ќе им обезбедиме на нашите сограѓани пристоен живот и сигурна иднина. Со програмата Реално на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за периодот 2017-2020 ние ќе продолжиме со уште поголема посветеност да оствариме реални проекти преку кои ќе обезбедиме работа, сигурност и напредок. Ќе отвориме нови 70.000 вработувања. Ќе ги поддржиме земјоделците со преку 600 милиони евра. Ќе ги зголемиме пензиите и платите за 50%. Ќе продолжиме со модернизирање на здравството и ќе вложуваме во образованието и во иднината на нашите деца и внуци кои својот живот ќе го градат тука, во Македонија. Прилеп ќе добие 2 нови детски градинки. Ќе се реконструира старата чаршија. Ќе добие нов театар, а ќе се реконструира и Центарот за култура Марко Цепенков. Економскиот факултет и спортскиот комплекс Маркови кули ќе се изградат 3 нови спортски сали и многу објекти за спорт. Ќе се обезбеди гасификација за секое семејство. Ќе се обезбеди нова апаратура за здравството и на младите ќе им се обезбедат подобри услови за вработување и започнување на сопствен бизнис. Кога сме кај вработувањата? Гордо можеме да потврдиме дека во Прилеп влегува и трета странска инвестиција, која само во 2017 година ќе вработи 1000 наши сограѓани, а во најава е и уште една компанија која ќе вработи преку 600 лица. Почитувани сограѓани, одбирате помеѓу реална програма и реални проекти и луѓе кои сакаат да ја разнебитат и федерализираат нашата татковина, да воведат двојазичност на целата територија и на вашите деца и внуци да му наметнат да учат албански јазик, одработувајќи агенда на странски интереси. Бараат од вас поддршка преку паушални проекти и нереални ветувања. Велат дека ќе ја вратат средната класа во Македонија, а тоа се истите тие кои ја уништија, затворајќи многу фабрики и избркаја многу луѓе на улица, на што Прилеп многу добро се сеќава. Нивното лого е стегната тупаница, преку која се заканија дека кога ќе дојдат на власт, ќе јаделе живи луѓе и ќе бркаат од работа. Токму затоа, почитувани сограѓани, после 2 години вештачка политичка криза, изборите на 11 декември и тоа како ни се потребни. Потребни се да се каже не на странските узурпаторски интереси, да се каже не на манипулантите кои сакаат да му наштетат на својот народ и да ја федерализираат државата и да се каже не на деструкцијата и хаосот. Затоа, овие избори се историски и референдумски. Ве повикуваме во недела, масовно, како никогаш досега, да излеземе на избори и да кажеме да за нови вработувања, да за повисоки пензии и плати, да за подобар и достоинствен живот. Гласајте за стабилна држава, која ќе ја предводи коалицијата за подобра Македонија, во која ќе се почитуваат националните интереси и уставот, бидејќи вие сте тие што гледаат, согледуваат и одлучуваат. Почитувани прилепчани, некои грешки се прават само еднаш и не се исправаат. Да не бидеме генерацијата од која што ќе се срамат идните поколенија македонци. Да не направиме нашите деца и внуци да бидат кираџии во сопствената држава. Гласајте за број 1, бидејќи знаете што е подобро за вас и за Македонија. Да живее Република Македонија.